Прва фестивалска вечер на Пивофест. Како што можете да видите, има доволно публика на ова фестивалско издание. Наташа Малинкова е на сцената, а бројот на публиката постојано се зголемува. Прилепчани се со надеж дека сјајот на Пивофест ќе се врати и очекуваме наредните денови да има многу повеќе публика, да се испие повеќе пиво и да се изеде многу прилепска скара. Радио Пела будно ќе ги следи настаните на Пивофестот во овие наредни 3 дена. Уживајте во Пивофест Прилеп и во програмата на Радио Пела. Стендап комичар од Бојан е со нас, бидејќи прв пат е водител на Прилепскиот Пивофест. Што значи кога комичар одлучува да застане на водителската сцена? Ништо. Исто како и све друго. Нормално луѓето очекуваат малце дека ќе има и хумор и така натаму. Нормално Пивофестивалот не е наменет за хумор, туку повеќе за музика, така да јас ќе се движам во рамките на едно, да речеме, повеќе симпатично водителство, да има тук таму по некоја природна шала што ќе испадне у моментот. Така да, ете, ќе се движиме во тие некои рамки. Мене ми е многу драго, пошто јас сум прилепченец во потекло и вечерва сум тука чисто да се дојам да си го направам кејфот. А вие како сакате, мислам? А вклучува, значи, вклучен е сепак стендапот некој елемент за да биде пикантно? Абе види сега, знаеш, луѓето го очекуваат тоа. Јас добив едно 30-40 пораки кога правевме пресконференција пред 2-3 недели, дали ќе има стендап, викам другари, стендап и 7, 8, 10, 20, 30 илјади луѓе, освен ако тие 20, 10 илјади не се дојдени повеќе за стендапот, тоа не функционира, значи тешко е, знаеш. А кога прилепчани да те очекуваат со стендап? Па добро, види. Јас не дојам така често во Прилеп. Не сум, мислам, јас внимавам да не доседам. Мене ми е јасно дека кога ќе го објавиме настан дека сала да ќе се наполни, сето тоа е во ред, се е убаво, меѓутоа не сакам да бидам досаден, знаеш. Као пак ли Прилеп се, пак ли Бојан, знаеш. Внимавам многу на тоа, да не им досадам на луѓето со настапите, или да не ги правам, знаеш, некои викат, еве го сега, прави настап, знае дека ќе наполни, пари му требаат, знаеш. Значи, гледам стварно да има некоја суштина и логика кога доаѓам, особено во Прилеп, бидејќи од Прилеп ја направив првата најголема турнеја во Македонија, беше Свелијада, мислам, и таа тргна од Прилеп, а заврши во Скопје, јас бидејќи потекам во Прилеп, нели, од тука тргнавме. И на кој начин ќе им посакаш на прилепчани да си поминат најубаво на Пивофест? Абе види, знам дека во последните неколку години не е Пивофестивалот тоа што бил, така слушам и многу ми е криво заради тоа, ми е жал. Јас не сум имал можност, не сум дошол во пред 2019 година. И сакам да им порачам на прилепчани, на моите сограѓани по потекло, да си доаѓаат, да си го сакаат, да си го негуваат, бидејќи е нивни. Ако тие самите не го наполнат площадот, нека не очекуваат дека некој ќе запали кола од Гевгелија и ќе им дојде тука. Значи, сакајте си го фестивалот ваше, да си го чувате, да си го негувате без разлика дали ви се свиѓа многу пејачот или не. Или водителот у крајна линија, мислам да биде мене. Од сите пива кој ќе го избере Бојан? Не, доека работам само вода. Иако Бранко Цренковски, кисела вода само, брат, кисела. И каде продолжуваш со твоите стендап настапи? Одма после Прилеп се враќам, имам еден настан во Скопје, па после одиме во некои помали градови низ Македонија. Оваа година морам да истакнам дека културните лета така како да се сетија на мене градоначалници после толку години и веројатно дека е пред избори. Демек ќе го викниме да не збора многу. Тоа е. Види,
држи вода, не е дека не, држи вода, како да е на крај, бидејќи Прилеп е близко до Охрид, на 4 август, да искористам оваа прилика да ве поканам на Антички театар, заедно со вашиот ривал по град Маријан Ѓорѓиевски од Битола, па и леле брати, како може Прилепчанец, Скопјанец со потекло од Прилеп и Битолчанец на крај да завршат во Охрид? Ова е предавство. Мислам, не, ова е невозможна комбинација. 4 август Антички театар и пази, самата оваа комбинација вика ова не е нормално. Имено настапот се вика ова не е нормално. Ќе дојдеме да провериме дали е нормално, фала ти. Немој гратиси да ми бараш, молим те се. Демек ќе дојдеме, демек дај 4 карти. Гледате и слушате Радио Пела, оти ми правеа интервју, многу се добри, многу се добри. Значи нема боле од нив. Како сте задоволни од вечерашниот настап и од интеракцијата со публиката? Интеракцијата можам да кажам дека е една од најдобрите од целово мое искуство низ годиниве. Немаше да биде лошо затоа што Прилеп е еден од моите омилени градови. Во минатото сме имале многу настапи тука и се надевам дека ќе почнеме ведно уште една убава година заедно со соработка. А тоа како си поминавме? Чао, поздрав. Јас си поминав преубаво, не знам, треба тие да кажам. Реакциите кажуваат. А сега, која е тајната вие да изгледате се поубаво и се поубаво да пеете? Па вие како што си имате пивце овде во Прилеп, не имаме вино и како викаат. Малку пиво, малку вино. Да, во виното е вистината, меѓутоа како викаат, убаво како старо вино. На здравје и зошто, кажете ни нашите гледачи, зошто да гледаат и слушаат Радио Пела, која е вашата порака? Затоа што поддржувате македонска музика, македонски артисти, ги поддржувате сите настани што се организираат и така продолжите. Ви благодариме. Ни требате вие и нам, се радуваме ние вам. Секако. Да. Се најубаво. Благодариме. Да, фала и вам. Поразличен од претходниот на Пивофест? Искрено мислам дека сум многу позрела на сцена и мислам дека годините си го прават своето. Веќе долги години сум на сцената и мислам дека она што ќе биде поразлично е токму тоа. Се надам дека ќе се поминеме најубаво, Прилеп е преубава публика и искрено вистина се радувам што сум тука. Што е она ново што можеме да го очекуваме во скоро време од тебе? Јас работам веќе изминатиот период на мојот нов албум кој што веќе некои од песните се излезени. Меѓутоа сега нешто што следи е следната, односно новата песна од албумот, која што верувам дека на сите ќе им се допадне, многу е поразлична од она што досега го имаат слушнато од мене како стил. И искрено се надевам дека секоја песна моја ќе си ја пронајде некако својата публика. Кажи ни, дали пиеш пиво? Не пијам алкохол. Никако. Слушајте го нивното радио и уживајте во прекрасната македонска музика, се надевам. Добро вечер. Чести задоволство ми е да ве известам дека вечерва започнува 21-то издание на Пиво фестивалот. Добро познат фестивал во Прилеп. Уживање за секој прилепчанец и нормално атракција за секој прилепчанец. Оваа година се потрудивме програмата да биде богата, да има за сите вкусови, да има за секој човек, да има музика, да има забава, многу пиво и секако добра прилепска скара. Имаме повеќе од 15 штандови, имаме 6 големи пивари и тоа е оно што можеме со гордост да ви го пренесеме вам како медиуми. Од
другите балкански звезди кои оваа година ќе настапат би ги издвоил Харин Џиновиќ кој ќе настапи утре и Никола Роквич кој ќе настапи во недела. Од македонската естрада следен настап вечерва има Антонија Гиговска, ќе настапи Дамјан Стојановски, ќе настапи Тајзи, нормално Бидолскиот камерен оркестар, заедно со Ристо Самарџиев, Наде Талевска и Андријана Јаневска. Многу ни е чест и гордост што ете успеавме на некој начин да го вратиме сјајот на пиво фестивалот во Прилеп и да го задржиме оној традиционален датум околу Петровден, бидејќи знаеме дека прилепчани се навикнати тогаш да се одржува пиво фестивалот во нашиот град. Посебна чест и радост е ова манифестација да се случува повторно ова лето во нашиот град, фестивалот на пивото 2025 година. Со тоа Прилеп докажува дека навистина знае да организира, да собери наши сограѓани како од градот, од цела Македонија и од поблиските земји. Овие 3 дена на музика, на песна, на радост, на храна кажува дека Прилеп излегува од локалните рамки. Уште повеќе зближува, збратимува, довоено го развива и има економски бенефит. Нашиот локален бизнис исто така може да го почувствува нашите локални ресторани, кафеани. Овие 3 дена ќе бидат преполни со гости. Со тоа правиме не само музиката, песната и радоста да доминираат, него и секој што ќе се пронајди, што ќе го најди местото во овие 3 дена да ужива едноставно. Голема благодарност до организаторот, исто така и до учесниците и сите оние кои што учествуваат на оваа манифестација и да го направат Прилеп и овие 3 дена незаборавни. Ви благодарам и се надевам дека ќе уживате во убавата музика, расположение и песна. Се разбира и храна. А кого најмногу го очекувате? Антонија! Дали добра е забавата? Супер, прекрасно! За кој најмногу се радувате? Искрено за Антонија Гиговска! Едва и чекаме да ја слушниме! А од следните денови? Па, најискрено Антонија ми е најголем фаворит.